Ајкидо клуб Агацу е основан февруари 2005 година од страна на Иван и Ненад Скрчевски. И двајцата се главни инструктори во клубот и се меѓународно признаени со диплома и јуданша карта од интернационалната Аикикај фондација од Токио, Јапонија. Имам чест да го поздравам мој денешен гостин, токму тука е председателот на Аикидо клуб Агацу, Ненад Скрчевски. Добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден на вас и на сите слушатели на Радио Браво, и ми е посебна чест да сум присутен тука со вас. Денеска ќе проговориме за една многу интересна вештина, можам да кажам, тоа е Аикидо. Повелете за сите оние кои што не знаат што представува Аикидо. Аикидо е пред се самоодбранбена боречка вештина, потекнува од Јапонија и основач е Морихеј Уешиба некаде средина на 20 век. Меѓутоа, поради некои блокади према Јапонија по завршеток на Втора светска војна, од 1947 година почнува ефективно презентација на Аикидо по целиот свет. Пред се прво по тие морнарички бази каде што беше ангажиран нашиот основач и после потоа по Америка, Европа и така натаму. Денеска Аикидо представува една модерна самоодбранбена боречка вештина која, верувајте, има некаде околу 3-4 милиони регистрирани членови во светот. Така, слушнавме од каде Аикидо како боречка вештина влече или води корени. Како пристигна кај нас во Македонија и кога? Дали имаме некои податоци со кои што располагаме? Имаме историја на Аикидо е точно прецизирана. Некаде 90-ти години Аикидо беше во повој овде, конкретно зборувам за Куманово, меѓутоа беше присутно во Македонија. Првиот клуб кој е формиран во Битола 80 и некоја година, меѓутоа во Куманово ефективно почнуваме да работиме од 97 година, да кажеме посериозно, затоа до тој период некако сето беше ентузијазам, желба, непознавање некои работи, меѓутоа со поврзување со Српска Аикидо федерација, каде што истрасиравме пат за модерно Аикидо, традиционално Аикидо, некаде веќе од 2000-2002 година почнавме сериозно да се занимаваме со тоа и после ќе ви кажам кои резултати постигнавме во таа работа. Сигурно, а ние ќе се потсетиме и на вашето формирање во Куманово 2005 година. Така е, 2005 година е формирано Аикидо клуб Агацу и од 2000 прославувате 13 години, така е, 13 години, и во тој период според нашата евиденција има поминато некаде околу 400 до 500 членови кои вежбаат. Денеска имаме активни некаде околу 40 до 50. Меѓутоа, драго ни е од тој аспект што сите тие членови кои беа кај нас и кои тренираат денеска се видни доктори, инженери, професионални војници, офицери, полицајци и така натаму, и доаѓаат кај нас во клуб, понекогаш тренираме, се гледаме, се поздравуваме и така натаму. Одлично. Ние соопштивме на самиот почеток дека вие имате и јуданша карта, па еве, што значи, јас пред да го започнем интервјуто ве прашав, верувам дека има многу што не знаат. Јуданша карта тоа е меѓународно признание од Јапонија. Значи, Иван и јас сме мајстори, Иван е трет, јас сум други дан, тоа е меѓународно признание од Јапонија. Ниеден мајстор кој полага не може да добие некое ниво, некој на знаење, додека тоа не е регулирано во Јапонија. Значи, наша главна централа е Хомбу доџо во Јапонија и сите наши дипломи и сите оно што ќе полагаме пред комисија, меѓународна и така натаму, мора да оди на ратификација во Јапонија и онда кај нас доаѓа јуданша карта, тоа е еден како тетрадка каде што сите наши податоци се забележени и добиваме диплома од Јапонија. Досие, така, досие каде што целиот наш развој се прати во текот на вежбање. Аикидо клуб Агацу. Дали има некое посебно значење името Агацу? Има. Добро ме прашавте. Самиот збор Агацу всушност значи Масакацу Агацу. Тоа е вистинска победа, е победа над самиот себе. Всушност и Аикидо е тоа. Аикидо не пропагира физичко насилство, него со минимум сила да можеме да го совладаме непријателот или оној кој ќе не нападне. Живееме во многу динамичен
свет, 21 век е и сами гледаме еден вид на насилие, нервоза, неуроза. Меѓутоа, не е целта ние да бидеме агресивни, целта е да ја победиме таа агресивност и да можеме оној кој ќе не нападне да го совладаме. Не е да го повредиме, така, да го совладаме. Како други некои вештини што одат на агресија, на не дај Боже убиства. Така е. Аикидо добро да се тренира и за здравје и за кондиција. Така е. Ќе ви кажам вака, ние во текот на прошла година и сега до јуни месец направивме една анкета помеѓу родители и помеѓу ученици. Сакавме да видиме што е најголема придобивка од аикидо. И родители и ученици излегува со своите мислења, со своите ставови и на врв излезе дека најголема придобивка е здравствен дел. После тоа физичкиот дел, па после тоа менталниот и така натаму. Во овој период каде што вежбаме, секој од наши ученици доаѓа со некоја причина да вежба. Некој има здравствени проблеми, некој е можеби малку повеќе агресивен, па сака таа агресија да е спушти на пониско ниво, некој сака да оди во професионални некои единици, некој сака да оди на работа во странство и така натаму, и му треба некој ниво самодоверба баш преку аикидо. Ние тоа го даваме. Не е целта да научиме човек да биде агресивен, да биде лош за ова наше општество што го имаме денеска, него едноставно да биде позитивен и вреден член на општество кое живее, а тоа е да даде свој максимум. Тоа значи дека вежбањето аикидо ја црпе негативната енергија и ја исфрла од организмот. Така е, црпе негативната енергија и во тие анкети родители и наши ученици најчесто дава една сугестија да после тренингот има толку енергија да може да продолжат и со учење, и со некои други работи, и со некои други активности кои им се вржани за секојдневниот живот. Кај вас во текст се уписите? Да. Нешто повеќе и на таа тема? Со почеток на школска година ние традиционално организираме и уписи на нови членови. Тука морам да напомнам дека со оглед на тоа дека сакаме да посветиме внимание на секој наш член и имаме формирани помали групи. Тоа се некаде, ако се тоа детски групи 15 до 18 члена, ако се повозрастни, да кажеме некаде до 16 члена, за да можеме со секого да одработиме тоа што сакаме да го одработиме. Значи не е работа да одиме на некоја масовна бројка, него едноставно одиме на квалитет и тој квалитет да го испочитуваме и да го напредуваме. Вие се наоѓате во просториите, не? Ние се наоѓаме во просториите на Народна техника. Тука сме веќе 8 години, убава сала имаме со облекувални, убава атмосфера, убави членови кои до сега и понатаму тренираат, имаме добри асистенти за работа, покрај нас што сме инструктори, имаме уште тројца асистенти и на пат се уште двајца кои треба сега да полагаат за први дан или јуданша, како што спомнавме. Повозрастна група се исто тука кои може да ни помогнат. Се во цел да се помогне и да се направи развој во аикидо како што е правилно и како што треба да биде направено. И еве веќе кога навлеговме во вашето членство, па и кај постарите и поискусните ваши членови кои што еве веќе ќе биднати асистенти. Ајде да ги слушнеме придобивките од вашите членови. Да се подсетиме години наназад, оние што беа членови, стега каде се, што се, дали аикидото им помогна во животот? Па да, ние 13 години како работиме и спомнав дека веќе имаме една солидна група кои тука предпоставуваме дека од тие некои 10-15 ќе излезат многу добри мајстори и предпоставуваме и многу добри инструктори за понатамошен развој за аикидо во град Куманово. Инаку, како што спомнавте, придобивки, сите тие се вработени членови и овие кои се инструктори, царина и така натаму каде што работат, што е на нас посебно драго, затоа што покрај успех кој го постигнаа во аикидо, мотив имаа да постигнат и некој поголем успех и во својот приватен живот.
тоа на нас ни е посебно драго и кога ќе видиме дека таков напредок има, онда знаеме дека сме на вистинскиот пат. Некој од вашите членови ми беше само поентата дали стана мајстори каде што некаде има своји училишта, каде отидоа во други земји? Сега за сега не, меѓутоа инструктор Иван, што е кај нас, веќе, да кажеме, во текот на прошла година почна да држи семинари, има први семинари имаше во Србија, на нивен национален семинар. Тоа беше голема чест да се оди на нивен национален семинар и да се држи еден семинар, тренинзи, каде што имаше сигурно 150-200 луѓе. Потоа држеше семинар во Шведска, доби покана од Шведска федерација и од еден клуб од Шведска да таму оди 2 дена да држи семинар. Прекрасна атмосфера беше, на снимци што ни покажаа таму и што гледавме. Така да, наши членови полека излегуваат и надвор од Македонија. Меѓутоа, да ви кажам само дека и Куманово не е непознато за аикидо. Во почеток, кога почнувавме, кога бевме во повој со формирање на клубот, база ни беше, ајде, тука ќе бидеме Србија, Македонија, ќе викаме членови, меѓутоа, сега ни доаѓаат гости од Бугарија, од Србија, од Босна, Хрватска, Словенија, Шведска, Италија, кога го организираме семинар, ни се јавуваат по телефони. Ние ќе дојдеме да се видиме и да тренираме малку. Океј, тука сме, тука за соработка и вратите секогаш се отворени за неја. Вие како домаќини си имате испробано во организирање на семинари во Куманово? Да. Ние досега организиравме клубски семинари, некаде верувајте околу 50-60. Тие клубски семинари, пошто нашиот технички советник е председателот на Српска аикидо федерација Него Жаковиќ и еднаш, евентуално 2 пати ние го повикуваме во тој технички оддел да напредуваме. Меѓутоа, меѓународни семинари, ние досега имаме 18 меѓународни семинари организирани со различити мајстори по аикидо од свет. Тука доаѓаше Тоширо Суга, од Шведска имавме 3-4 мајстори кои ни доаѓаа исто организирав. Така да секоја година евентуално 1-2 клубски семинари организираме и обавезно еден меѓународен семинар, каде што повикуваме некој попознат мајстор. Едноставно, целта на клубот е да напредуваме, да видиме како тоа се работи во Европа, како тоа се работи, пример, во Италија или во Америка. Ние сега бевме во Софија, Хироши Тада, кој остана единствен жив ученик на Морихеј Ушиба. 88-89 години во Софија држеше семинари, ние отидовме да видиме како работи. Тоа импресии, знаете какви се кога ќе видите 90 години да уште вежба аикидо и работи и своето знаење го пренесува на помладите ученици. Така да целта ни е да напредуваме и да видиме кои се тие текови во развојот на аикидо. Еве, вака ме интересира дали техниките на аикидо се разликуваат од една земја во друга. Вештината дали на некој друг начин се тренира? Ние сме традиционално аикидо и користиме комплетно називи од Јапонија. Значи, назив на една техника се користи од Јапонија затоа што тоа е меѓународно аикидо. Ако некој вежба кај нас аикидо, сите називи ги учи на јапонски за да може евентуално ако оди во некоја друга земја да си продолжи таму со тренинзи. Од таа причина сме ние во Хомбу доџо признаени и наш член кој ќе добие овдека некој ниво на знаење, дали ќе оди во Италија, Франција и натаму, не е битно, ако продолжи со тренирање на аикидо, тој продолжува од тој ниво каде што застана овдека кај нас. Тоа е голема придобивка и ние имавме и некои наши членови кои во Софија отидоа да студираат, си продолжија таму да тренираат ниво сасвим нормално. Така да се ова е меѓународно признаено и сите тие називи се меѓународни. Така да лесно се снаоѓаат наши ученици кога ќе одат некаде во странство да вежбат и да работат. Јас мислам дека со овој наш разговор заинтересиравме многу за оваа вештина. Доколку не дознаа се што требаше за аикидо, нека повелат кај вас. Вие се наоѓате во просториите на Народна техника. Уписите се во тек, до кога трајат? Уписи кај нас во принцип траат цела година. Меѓутоа,
Септември, наглавно е септември, почеток на школска година, каде што пополнуваме групи, меѓутоа после кој сака, кој изрази желба, може да дојде да праша во клубот, дали сакам да тренирам или не, повелете, вратите се секогаш отворени и ние сме расположени да на секако пренесеме дел од своето знаење кој го имаме вржено за аикидо. Скрчевски, мислам дека ги упативме нашите слушатели на потребното место. Кажавме се, во главном тоа беше тоа, за се онаа што не го кажавме. Кај вас вратите се отворени. Се гледаме во друга прилика, јас ви посакувам успешна година, ви посакувам што повеќе членови и да се видиме повторно. Благодарам до вас и еден голем поздрав пак до сите слушатели од комплетниот клуб Аигито Агацу, затоа што ми кажа вчера тренеру, пренеси ни ги поздрави до сите, да чуеме и ние дека сме. Така да, голем поздрав од сите членови до сите вас и до сите слушатели на Радио Еве и од нас поздрав до вашите членови и уште еднаш благодарам за одвоеното време. Благодарам.